Болестите на срцето се водечки фактор за смртност во светот. Состојбата не е поразлична и во нашата земја, каде годишно од срцеви болести умираат околу 12.000 луѓе или секој втор македонец умира од срце. Карактеристично е тоа што во последниве години кардиоваскуларните болести се јавуваат на се помлада возраст, односно границата е стигната на 40 години. Лекарите велат дека намалувањето на старосната граница може да се надмине само доколку навремено се влијае на генетските предиспозиции. Оние кои знаат дека во нивната фамилија се случил инфаркт, обично следната генерација која е генетски оптоварена, инфарктот се случува во помлади години и порано отколку на претходната генерацијата. Значи таткото ако го имал инфаркт и ако синот го наследил таа склоност кон такво заболување, таа се случува, ако на таткото се случува некаде 50-55 години, на синот се случува на 45 години, отприлики така некако. Така да таквите луѓе треба посебно да внимаваат, посебно да истражат можноста и ризик факторите и да ги заштитиме. Така ги заштитиме помладите кои се генетски оптоварени. Различните срцеви заболувања имаат посебен начин на лекување, превенција и заштита. Проценката за која болест се работи ја одредува и терапијата. Колку ќе имаме движење, каква физичка активност, прилагодување на диетата, на исхраната. За сите важи, ние сме една нација која многу употребува сол во исхраната, за сите рестрикцијата, па и за здравите рестрикцијата на стол е многу важен момент и она што го порачуваме секогаш. Знаете си колку ви е притисокот, знаете си колку ви е шеќерот и мастите во крвта, за да знаете во која фаза на опасност и какви превентивни мерки треба да се преземат. Освен редовни контроли, граѓаните внимаваат на исхраната и практикуваат физичка активност за здраво срце. Како го зачувувате вашето срце да биде здраво? Па, треба здрава храна да се јаде. Ама па и со опчења, без опчења не бива, пешачеме. Оти пензионери дома седеме, вака, по-добро е да пешачеме, не се дома цел ден. Шетањето, добра храна, диетална храна, без многу масноти, тој то. Правите ли редовни контроли? Па, одам на 6 месеци. Повеќе пешачам, шетам слободно време, дека можам се одам пешки и така кога нема потреба да носим некој поголем багаж, повеќе кога пазаруваме нешто. Во одбележување на неделата на срцеви заболувања се вклучи општинската организација на Црвен крст Штип, која ќе спроведе низа настани за подигање на свеста кај граѓаните за редовни контроли.